Добар ден, пријатели, и добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска ќе и дадеме внимание на Јана, Инстаграм пријателка, која што постави одлично прашање околу распоред на оброци и тоа дали некои комбинации се добри или не, за да ви дадам точен одговор и да ме разберете на што всушност мислам. Ќе го погледнеме прво прашањето и ќе се вратам назад за да ви дадам мислење. Јана, фала ти за прашањето и одма ќе ти дадам одговор, да, здраво е, но тоа што тебе ти треба како одговор и тоа што јас би го изменил прашањето е дали е правилно и доволно. Затоа што здравото хранење не подразбира да ти цел ден јадеш овош и зеленчук и тоа е здраво, туку здравото хранење повеќе подразбира по мене да ти го задоволуваш нутритивно и калориски твоето тело и се разбира со вода. А тоа има врска повеќе со колку оброци имаш, какви се тие оброци, а не тоа дали ти константно ќе јадеш овош или зеленчук, бидејќи на твоето тело му треба задоволување со гориво, а не здрава храна. Затоа што јас секогаш зборувам и за луѓе кои што можеби знаат често да ми речат: Јосиф, ама сега треба ли да се откажам ја од се што сакам, или треба ли да не пијам уопште алкохол, да не јадам воопшто благо и така натаму? Не се работи за тоа. Туку се работи за тоа да ако ти денеска си решил дека ќе јадеш пица и ќе се почасти и ќе правиш сладок грев, подразбира да ти во текот на денот повторно нутритивно го задоволиш телото. Може би таа пица ќе ти донесе плюс 1000 калории од тоа што ти е потребно, но ако еднаш во неделата и е толку незначително и тоа нема ништо да придонесе за ти да се здебелиш или да ослабнеш. Сега, за појадокот конкретно, само овоше или житарки со млеко, пак ќе ти кажам, здраво е, али тоа е далеку од доволно и далеку од потребно, затоа што по мене тие 3 оброци во текот на денот, ако ги рачунаме како главни, најважен да го ставиме појадокот, ручекот, кој што кажа сготвено и вечерата, по мене треба да бидат комплетни оброци, односно барем појадокот и ручекот да бидат комплетно, зборуваме кај што ќе вклучуваат протеини, јаглехидрати, масти, микронутритивна вредност, додека за вечерата јаглехидратите јас би ги тргнал на страна, но останатиот дел од нутритивната вредност би го оставил. И тие треба да бидат комплетни оброци. Овошјето не ти е комплетен оброк. Јас не би го ставил ни во оброк, туку би го ставил овошјето во меѓуоброк и ужинка, затоа што нема да ги задоволи твоите потреби. Немаш протеин, ќе ти фалат масти, значи тоа се основни макронутриенти без кои што процесите и твоите цели и желби нема да се остваруваат и исполнуваат. Затоа и житарките повторно се добра опција, зависи на кои житарки мислиш. Ако подразбираш мусли, корнфлекс и така натаму, јас немам баш најдобро мислење поради нивниот состав, пак поради тоа што немаат доволно добар распоред на нутритивните вредности, кај житарки би ти ги издвоил овесните снегулки се супер, но повторно ќе ти кажам, гледај да твојот оброк биде по-комплетен. Тоа е премалку, за ручек што ми кажа сготвено е супер и генерално во Македонија горе-доле не грешиме многу околу ручекот, затоа што ако се практикува она традиционална домашна кујна на готвени јадења, таа е супер, генерално содржи добра нутритивна вредност, салата секако да имаш со ручекот, а за вечерата овоше или зеленчук, овоше јас не би ставил, туку би ставил зеленчук со протеин. Овошето повторно е здраво, но навечер тие шекери немаш потреба да ги внесуваш во твоето тело, макар и што се здрави, затоа што нема каде да ги потрошиш и ќе се складираат во масти. Затоа јас би одел со варијантата зеленчук со протеин, значи да јадеш некакви салати, туна, цезар, шопска, грчка, не знам, таратур со варени јајца, со урда, со печурки, со јатки и семиња, значи некоја таква комбинација, или можеби ако имаш од ручек од граф леке боранија, па да го ставиш во вечерата, на тој начин да внесеш и влакна и протеин, она што за вечера по мене би било најдобро. Така да, не знам колку ти дадов одговор, али мислам дека дадов одлични насоки, како и да е, пак ќе ти кажам, за индивидуално јас да ти кажам што треба да правиш, проблем ми е, бидејќи не ти го знам доволно биоритамот, немам доволно информации и не ти ги знам целите што ти сакаш да постигнеш. Фала ти уште еднаш и фала ви на секој што ја следите содржинава. Се гледаме во следна епизода, до тогаш ви посакувам убав ден, ве охрабрувам да поставувате
одлични вака теми, прашања и да ми помогнете да ви помогнам. И до тогаш се разбира. Ви посакувам и здрави животни навеки. Чао!